Гласањето на председателски и парламентарни избори за македонската дијаспора да се одвива по пошта. Ова е компромисот на ВМРО ДПМН на денешниот состанок помеѓу пратеничките групи во собранието, откако дел од опозицијата се спротистави електронското гласање да го замени досегашниот начин на гласање за дијаспората, соопшти пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски. Тој додаде дека опозицијските СДСМ и ДУИ побарале време да формираат став по овој предлог, пошто нов состанок се очекува идната недела. По однос на техникалиите, доколку ова евентуално се постигне консензус за поштенското гласање на дијаспората, тогаш гласањето преку пошта може да биде изведено и преку меѓународен поштенски оператор. Тогаш Државната изборна комисија нема да бира изведувач кој што би имал национален предзнак, иако не е ни тој исклучен, но тој поштенски оператор кој што ќе може на меѓународно ниво да биде најоперативен и навремено и безбедно да ги достави материјалите до регистрираните гласачи и истите потоа да ги дистрибуира до Државната изборна комисија на пребројување, би бил веројатно и најприфатливиот. Од ВМРО ДПМН се наставо дека гласањето на локалните избори треба да остане право на резидентното население. Меѓутоа, од Алијанса за албанците од крилото на Зијадин Села инсистираат дека постои голем интерес кај одселените нашинци да гласаат, а доказ за тоа е големиот број од нив кои со автобуси и авиони се враќаат во татковината навреме за изборите. Можноста на гласање преку пошта за која и ние се согласуваме, но битно ни е да не правиме дискриминација на граѓаните кон изборните процеси, председателски, парламентарни и локални избори. Еден доста битен аргумент, сметам дека се последните локални избори, кога сите бевме сведоци дека немавме кворум. Тенденциите на исилувањето покажуваат дека може би и следните локални избори ќе се соочиме со овој проблем. Собранието има уште 10 дена рок да го донесе новиот изборен законник, односно до 15 јули, кога и официјално ќе се испрати извештајот за реформскиот напредок на државава до Европската комисија. Меѓутоа, како што тврдат од власта, законот нема да се турка насила и за него очекуваат широк консензус. Како реформски чекор, изборниот законник има финансиска вредност од над 4 милиони евра.